Првиот квартал на годинава е завршен и за жал автомобилската индустрија бележи уште еден негативен тренд предизвикан од украинската криза и карантинот во Кина. Британскиот Катерхам, познат по необичните модели, се пофали со рекордна година, а калифорнискиот стартап Инди започна со продажба на своето прво електрично возило. Минатата недела беше мајдан на кого настапија три големи имиња со три големи визии и трите од германски премиум играчи. Од европскиот табор на синиот овал на тест ја имавме новата Куга во интригантно ST-Line издание. Добре дојдовте во Автомагазин. Од британската мануфактура на цел глас се исфалија дека минатата година била рекордна за нив со испорачаните 667 возила, што е значајно повеќе од предпандемиската 2019, која ја завршија со 442 продадени модели. Најголемата заслуга за тоа има големата побарувачка за свежо пласираниот новитет 770, кој има трицилиндричен Сузуки турбомотор од 660 кубни сантиметри и 170 конски сили, иако најпопуларен модел останува посилниот 7420. Секако примарен пазар за ваквите специфични перформансни автомобили е домашниот, каде заврши третина од целокупното производство. Интересот за нив порасна и во Италија и Португалија, а се наведува и дека 50 на возила се испратени на американскиот пазар. Катерхам од пред една година е во собственост на неговиот јапонски дистрибутер, кој во земјата на изгри сонцето продава околу 120 возила годишно. Цените на овие интересни автомобили стартуваат од 23.000 фунти, а се продаваат и во расклопена состојба. Калифорнискиот стартап Independent Electric Vehicles, кој скратено се нарекува како Инди, го представи првиот свој модел за кој веќе започна да прима нарачки. Реализиран е според замислата на еден кинески предприемач кој пред да се пресели во Америка работел на развој на видеоигри. Она што го разликува од останатите електрични новитети кои си го бараат местото под сонцето е специфичниот начин на кој е конструиран. Имено, прифатена е филозофијата на работа со мал број инженери, чија задача е да интегрираат во една целина веќе постоечки компоненти направени од други компании. Така каросеријата е осмислена во Јужна Кореја, а скоро целата погонска механика доаѓа од Кина. Самиот автомобил е кросовер со габарити кои го сместуваат помеѓу Tesla Model X и Model Y, а карактеристика му е што поседува собствен компјутер со Windows оперативен систем на кој се поврзани два монитора. Планирани се изведби со еден или два електромотора и погон на задните или сите 4 тркала, а цените му се поставени на 45, односно $69,000. Не е познато каде ќе се одвива производството, чиј почеток е најавен за средината на идната година, но затоа добро се познати амбициите да се продава во Америка, Европа и Азија.
Американката Тифани Хитхот стана првиот возач кој ќе управува со камион од својата канцеларија. Незината обука ја спроведе шведската компанија Einride, која смета дека ваков ќе биде транспортот на иднината. Тие успешно ги развиваат своите технологии веќе 6 години, но да ги употребат и практично можеа дури сега со лансирањето на 5G мобилната мрежа. Токму заради тоа главна арена за нивно делување се Соединетите Американски држави. Самиот камион е со интересна конструкција, електричен и без кабина. Наречен е T-Pod, тежи 6 тона и има носивост од 26 тони. Максималната брзина му е 85 км на час, а автономијата околу 200. Поголем дел од времето ќе се движи самостојно, користејќи ги вградените сензори, радари и навигација. Задачата на операторот е да надгледува и да стапи во акција кога е потребно, например при товарење или во критични ситуации. Битно е да се напомене и тоа дека системот овозможува еден човек истовремено да контролира повеќе камиони. Серијата 7 беше представена во далечната 1977 година. Од тогаш овој модел постојано ги возбудува духовите и носи новини во светот на луксузните автомобили. Таква е седмата генерација која покрај трендовската потполно електрична изведба i7 има верзии со бензински и дизел мотори потпомогнати со хибридна технологија. Првата серија 7 беше представена во далечната 1977 година. Од тогаш овој модел постојано ги возбудува духовите и носи новини во светот на луксузните автомобили. Така е седмата генерација која покрај трендовската потполно електрична изведба i7 има верзии со бензински и дизел мотори потпомогнати со хибридна технологија. Нема двојба дека иднината BMW ја гледа во електрификацијата и сериозно ја сваќа својата цел да достигне продажба од 10 милиони електрични автомобили до 2030 година, вклучувајќи ги своите британски марки Mini и Rolls-Royce. Што се однесува до изгледот, применет е препознатливиот рецепт. Покрај типично огромната маска, монументалниот изглед е продолжен по целата каросерија и поставен е на зголемено меѓуоскено растојание. Најлуксузната баварска лимузина паралелно добива верзии со мотори на внатрешно согорување и потполно електрична изведба. Кога ќе се појави на пазарот годинава во ноември, седумката во Европа ќе настапи во електричната изведба, додека во Америка и Кина со 2 бензински мотори. Влезниот модел е 3-литрениот реден шестак со турбо и 375 коњи, посилен за 40 коњски сили во однос на претходното издание. Посилната верзија е наоружана со V8 бензинец со 4,4 литри, кој со благ хибриден систем стига до максимални 536 коњи и ја фаќа стотката за 4,2 секунди. Не изненадува фактот дека електричниот M70X Drive е најдоминантен по прашање на перформансите. Двата електромотори се хранат од батерија со капацитет од 101 kWh, која може да се полни на брз полнач од 195 kW и за 10 минути повлекува струја за следни 130 km возење. Вкупно 441 kW и повеќе од 1000 Нм се доволни за спринт пократок од 4 секунди и го означуваат најмоќното BMW хомологирано за секојдневна употреба. Двете верзии стандардно имаат електронски контролирано адаптибилно воздушно потпирање со автоматско нивелирање на растојанието од подлогата. На листата се приклучува интегралното управување на сите тркала. Најмаркантно внатрешно остварување е закривениот екран од 12,3 инчи за возачот споен со поголем екран од 14,9 инчи задолжен за инфозабавата.
Впечаток е дека BMW новата 7-ка ја предодреди за патниците на задните седишта. Меѓу опциите се наоѓа екран од 31 инч во 8К резолуција, па задниот дел може да се претвори во место за проекција на филмови или одржување видео со станоци. Патниците имаат команди на системот преку 5,5-инчни таблети вградени во вратите. Покрај кристалната проекција, BMW најавува и кристално аудио репродуцирање од Bowers & Wilkins систем со 36 звучници. Со оглед дека продажбата започнува кон крајот на есенва, се уште не се споменува цената. На почетокот на идната година во игра ќе се приклучи дизелската верзија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Создаден по обратен редослед што е вообичаен за автомобилската индустрија, Audi Urban Sphere концепт е посветен на просторот и неговото исполнување во услови на автономно возење. Прво беше дизајнирана внатрешноста, а потоа и надворешноста на возилото. По направени детални истражувања во Кина, концептот е направен со заедничка работа на дизајнери и инженери од студијата на Audi во Пекинг и Инголштад и е најновата верзија за автономно возење на иднината во средини со густ сообраќај. Urban Sphere концепт ја има најголемата кабина димензионирана од Audi. Стилот е мешавина од многонаменско и спортско корисно возило во минималистички манир и екстравагантни детали како LED панелите поставени напред и позади, кои покрај за осветлување ќе се користат за испраќање пораки до другите возачи.
Вратите се отвораат една спроти друга, создавајќи непречен пристап до кабината. Со меѓуоскино растојание од 3,4 метри, дизајнерите добија извонредна можност да го уредат интериерот на возилото. 4 седишта се распоредени во 2 реда и имаат доволно простор за да можат да ротираат за 60 степени, но и да излечат дополнителна површина за одмор на нозете. Подпирачите за глава се свиткани кон патникот за да донесат чувство на одвоеност, а секој од нив има интегрирани звучници. Инфозабавниот систем за патниците се наоѓа на продзирен екран кој се спушта од таванот и широк е речиси колку возилото. Audi Urban Sphere, исто како претходно представените концепти Sky Sphere и Grand Sphere, е дизајнирана за автономно возење на ниво 4. Тоа значи дека возилото има конвенционални контроли доколку возачот сака да ги користи, но може да се движи и целосно автономно во сообраќајот. Audi тврди дека Urban Sphere не е чиста студија и дека модел базиран на овој концепт би можел да се појави до втората половина на оваа деценија. Со масивни димензии, Urban Sphere концепт е поставен на новата премиум платформ Electric. Срцето на погонскиот систем е технологијата за полнење од 800 волти, што обезбедува полнење до 270 киловати на станици за брзо полнење. Така времето на полнење се приближува до времето на конвенционално застанување за полнење гориво на автомобили напојувани од мотор со внатрешно согорување. Само 10 минути се доволни за да се наполни батеријата до ниво доволно за да го напојува автомобилот повеќе од 300 километри. Покрај тоа батеријата која држи повеќе од 120 киловат-часови може да се наполни од 5 до 80% за помалку од 25 минути. Бидејќи концептот првенствено предвидува возило за градски превоз, моќта на погонот не е од клучно значење. Сепак двата електромотори имаат вкупно 400 конски сили и 690 Нм максимален вртежен момент. Audi Urban Sphere, како и неговиот најблизок роднина Grand Sphere, се одликува со адаптибилна воздушна суспензија со полуактивна контрола на амортизерите. Тоа нуди извонреден комфорт дури и на нерамниот, често закрапен асфалт на улиците во градовите. Првите плодови од трите представени концепти Audi треба да ги прикаже во втората половина на оваа деценија. Уште еден автомобил ќе ја напушти средната класа. Прекинат е развојот на Mazda 6. Ова го обелодени еден раководител на развојното оделение на јапонскиот производител, кој на презентацијата на новиот CX-60 во неврзан разговор на новинарите им рекол дека би било убаво Mazda да има лимузина од D-сегментот, но дека сега е најважно компанијата да биде фокусирана на кросоверите бидејќи тие најдобро се продаваат. Дека не се работи за погрешно разбрани зборови сведочи и претходно дадената изјава на шефот на маркетингот на Mazda за Австралија, која е во истиот тон. Сегашната генерација на Mazda 6 на пазарот е веќе 10 години, а идната требаше да се појави летово. Платформата со погон на задните тркала и 6-цилиндрични бензински и дизел мотори на која е поставен CX-60 и развивана токму за неа. Се најавуваше дека дизајнерски ќе го наследи концептот Vision Coupe, покажан на салонот на автомобилите во Токио уште во 2017 година. Mazda официјално ги нема коментирано овие наводи, но воопшто нема да чуди ако се има откажано од овој модел, ако не глобално, тогаш сигурно на европскиот пазар. Како најмал преостанат независен производител на возила долго време наназад имаат проблеми со обезбедувањето доволно средства за развој на новите модели. Сега кога светот на тркала се менува во корист на кросоверите и електричните возила, ваквиот чекор изгледа сосема логичен.
Третиот модел, заснова на новата модуларна архитектура за електрични возила од премиум класата, всушност е надградба на луксузната електрична лимузина EQS. Наставката SUV јасно ја дефинира препознатливиот изглед, комбинирајќи го прогресивниот дизајн и удобност на салунот со простор и разновидност на популарниот концепт на спортско корисно возило. Луксузниот EQS доби теренска интерпретација. Заедничкото меѓуоскино расстојание од 3210 мм е надградено за 20 см. Со ваква основа, внатрешноста доби просторност да се сместат 7 патници обвиткани со луксуз и висока технологија. Со интелигентен софтвер, MBUX целосно се прилагодува на своите корисници и им дава персонализирани предлози за бројни функции за инфозабава, удобност и возење. Врв во внатрешноста е MBUX Hyperscreen, кој се протега речиси по целата широчина на предниот панел. Хиперекранот обединува 3 екрани под заедничко застаклување и можен различен приказ за возачот и сопатникот. Влезната EQS 450 Plus располага со 256 киловати кои се пренесуваат на задната оска. Следното ниво, 4-матик, го внесува погонот на сите тркала во игра со идентична понуда на сила, но с големен вртежен момент. Врвниот 584 матик испорачува 400 киловати и најавена потрошувачка од 20 киловат-часови на 100 километри. Во моделите со погон на сите тркала, Torque Shift обезбедува интелигентна, континуирана променлива дистрибуција на погонскиот вртежен момент помеѓу задните и предните електромотори. Предностите на овој дизајн вклучуваат висока густина на моќност и ефикасност. Така, максимално се искористува батеријата од 100 киловат-часови која обезбедува, во зависност од изведбата, автономија од 500 до 600 километри. Предноста е што на брз полнач во рок од 15 на минути може да се акумулира струја доволна за следни 200 километри. Воздушната суспензија Airmatic со постојано прилагодливо амортизирање е стандардна опрема со што нивото на возило може да се подигне за неколку сантиметри. Покрај 5 режими, верзиите 4 Matic имаат дополнителен режим за возење надвор од патот. Понатаму, стандардно е управувањето со задната оска со агол на управување од 4,5 степени, кое обезбедува лесно маневрирање во градско возење и агилност на пат. Во тоа ќе може да се уверат првите купувачи кои ќе ги добијат своите примероци во втората половина на годинава. Цената се уште е непозната, ама јасно е дека ќе биде над 120.000 евра. Рестайлингот на третата генерација на Ford Kuga дојде во вистинско време. Направено е ретуширање на целата каросерија, но повеќе на деталите, како што се гледа на предниот дел. Сега маската е по-сплесната и пораширена, а таа е врамена со новите LED фарови кои имаат потполна LED функција. Во изведбата ST-Line, која денеска ја тестираме, видливи се цитати на предницата кои даваат дополнителна емотивна форма на целиот дизајн. Ford Kuga се надпреварува во натрупаниот C-сегмент на спортско корисните возила, па затоа и дизајнерите на Ford ги користат вообичаените рецепти што ги применува и конкуренцијата. Веќе од најслабиот мотор достапно е ST-Line нивото на опременост, кое однадвор, како што реков, на предницата се одликува со LED фаровите и емоционално
оригиналните цитати, но од страна се забележуваат 18-инчните тркала и овој потек кој е сместен помеѓу тркалата. Додека на задниот дел повторно дизајнерите се вратија на спортските цитати кои ги препознаваме и на стоп светлата, но и на браникот кој е домаќин на двојните издувни гранки. Веднаш зад нив е гепекот кој е најмал во класата. Тоа можеби на хартија изгледа фрустрирачки, но во реалност ние не забележавме поголеми проблеми за сместување на нашата опрема. Во внатрешноста се пресликува импресијата од надворешниот дизајн. Се е во спортски дух направено и во духот на нивото на опременост Естелайн. Куга е дел од германската стара школа. Тоа значи дека таа има тврдо потпирање, како впрочем и сите германски автомобили. Со нејзините димензии таа не е меѓу најголемите во класата, но дефинитивно е една од најдобрите за возење во неа. Форд е компанија која многу обврнува внимание на возните карактеристики, а тоа се случува исто и кај спортско корисните возила. Затоа Куга е една од најомилените спортско корисни возила кај флотните купувачи, бидејќи таа пружа чувство не само на просторност и на добра завршна обработка, туку таа овозможува и добри возни својства. Впрочем, на овој пат каде што сега ја возиме Кугата, таа се покажува како достојна на своето педигре. Ќе се вратам во внатрешноста. Удобноста е на високо ниво, доколку не ви пречи малку потврдото потпирање, кое на нерамен пат ги пренесува и вибрациите на седиштата. Но за оние кои сакаат да ги стават во прв план возните својства, тогаш ова никако нема да им пречи. Посебно кога ќе го почувствуваат управувањето кое ви дозволува да се играте со оваа висока каросерија. Во своето Естелайн издание Куга има избор на повеќе мотори. Денеска ние го тестираме влезниот модел, моделот со 1,5 литрен EcoBoost мотор кој испорачува 150 конски сили. Тој е впарен со 6-степен мануелен менувач и подсетува уште еднаш на старото школо. А кога сме кај старото школо, тогаш во прв план секогаш се возните својства и перформансата на моторот. Со намалувањето на дозволената емисија на издувни гасови, почнаа да се намалуваат и моторите во сите модели. Тој не е еден од најексплозивните. Впрочем, забрзувањето од 0 до 100 на оваа изведба е долго. Некаде околу 9,8 секунди. А што се однесува до економичноста, таа се движи во рамките на очекуваното. Иако производителот декларира потрошувачка понекогаш и пониска од 6 литри, нас тоа не ни тргна од рака. Просечната потрошувачка на Куга ни е 8,2 литри, што доколку се земе во предвид неговиот кубатура и сила, но и високата контура на Куга, тогаш тие параметри покажуваат разбирливи граници. Во нивото на опременост Естелайн тешко е да се најдат замерки и недостатоци во опременоста. Може би малку збунува старомодното решение на 8-инчниот монитор да биде поставен
на врвот од централната конзола и да нема никаква комуникација, односно допир со дигиталната инструментабла. Но користењето на синк системот кој оди преку овој монитор е едноставно и интуитивно. Навистина раскошна опременост, од тапацирите, употребеноста на материјалите до атмосферата која владее во внатрешноста. Зачинето со многу добрите возни својства и одличната управливост, цената од 35.000 евра може би е дискутабилна, но се наоѓа во рамките на останатите конкуренти. Со својата појава, технологија и возни својства, кога ја оправдува својата улога. Улога на која Форд многу очекува. Со плагин хибридните изведби, кога е најпродаван SUV на европскиот пазар. А со изведбата со 1,5 литрениот турбаш од 150 коњски сили, таа има шанси да стане едно од најпродаваните спортско корисни возила и на балканските пазари.